Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес, и прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници, и не воведи во искушение, но избави не од лукавиот. Зашто Господе Исусе Христе, Твое е царството, и силата, и славата во сите векови и во векови. Амин. Тоа е Господовата молитва која е запишана во Евангелие по Матеј и кога Исус им вели туку молете се вака. Ние зборуваме за едно живо христијанство. Ние зборуваме за едно христијанство кое е темел, втемелено во живото слово што е пишано во Светото Писмо. Бидејќи пишано е дека се тројца се кои сведочат на небесата, Отецот, Словото и Светиот Дух. Пишано е дека јас сум почетокот и крајот, јас сум Алфа и Омега. Господ е создател на се. Исус Христос на уште едно место е наречен, неговото име е Слово. И пишано е дека Словото ќе ни суди еден ден. Ние зборуваме за едно христијанство кое се базира на Светото Писмо. Не зборуваме за христијанство кое се базира на народни обредни традиции. Бидејќи во Библијата пишува се. Не можете вие да бидете христијанин, а да не сте ја прочитале Библијата. Македонија, за која се вели дека е апостолска земја, интересно и која има гордост религиозна да каже дека апостолот Павле дошол во Македонија, на почетокот кога се ширеше Евангелието во Европа, нели по сонот за македонецот, денеска можеме да најдеме христијани кои не го прочитале Светото Писмо. Јас ве уверувам дека пишано е дека човек не се храни само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Кога Исус Христос беше искушуван од сатаната во пустината 40 дена, сатаната му рече: ако си Бог, кажи им на овие камења да станат лебови. И Исус му одговара: човек не се храни само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Истиот текст е запишан и во Стариот Завет. Вашиот дух има потреба од духовна храна. Духовна храна е Светото Писмо. И пишано е дека телото без дух е мртво. Ние можеме да зборуваме уште за две категории: синови човечки и синови Божји. Во Евангелие по Јован е добро запишано: и на сите што го примија, и на сите што поверуваа во неговото име, им даде можност да станат синови Божји. Значи, ние зборуваме за едно христијанство во кое на тронот на вашиот живот застанува Исус Христос. Не зборуваме за обредни адети, за религија, за традиција, за народна македонска култура која се базира дури од неолитските обредни форми. На еден стих Исус вели: милост сакам, а не жртви. Ние зборуваме за едно христијанство каде е запишано: ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе. Во тој контекст напаѓањата на христијаните едни со други, кога поголемата црква, доминантната религиска црква заради историска традиција, ја напаѓа помалата, покажува дека не се работи за Христови ученици, бидејќи Исус вели: нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг. Ние зборуваме за неосудување како еден од главните принципи на христијанството. Не судете, за да не бидете судени. Оти со каков суд судите, со таков ќе ви се суди. Во тој контекст, ако поголемата црква ја осудува помалата, и неизе ќе ја осудуваат другите цркви. И не е случај што се случува со Македонската православна црква, бидејќи таа ги осудува малите цркви и ги прогласува за секти. Во тој контекст и неизе не ја признаваат и не ја прифаќаат. Ние тогаш имаме еден круг на христијански
христијанско обвинување едни со други, односно сатански круг кога напаѓате вие некој, се што правите, со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Ако ви им ги простите на луѓето нивните гревови, и Господ вам ќе ви ги прости вашите. Тоа се принципите на христијанството. Вториот принцип за кој сакам да зборуваме, да не правиш идоли на никој друг освен мене, е пишано на неколку места во Библијата. Тоа подразбира дека Исус Христос е Спасителот, Исус Христос е Месијата, и пишано е дека никој не може да дојде при Отецот освен преку мене. Исус вели: јас сум патот, вистината и животот, и никој не доаѓа при Отецот освен преку мене. Во тој контекст, славење на светии кои му служеле на Христос, иако правеле чуда, не е во контекстот на христијанството. Дури и во Богомилската книга е пишано дека во одредени цркви христијаните, не знаејќи на икони, на фрески, се поклонуваат на демони. Ние можеме да зборуваме за принципиелна религија, односно за религиозност, заснована на традиции и канони, но тоа што е пишано во Светото Писмо, тоа е авторитетот. Не е христијанството надвор од Светото Писмо, зашто таму убаво е запишано да не правиш никакви богови освен мене. Наједноставната да бидете христијанин подразбира да имате молитвен живот и личен однос со Господ Исус Христос, да го поканите Господ Исус Христос да дојде на тронот на вашиот живот, да му препуштите се што имате. Господи Исусе Христе, ти ги предавам и рацеве, и очиве, и ушиве, и имотот, и душава, но претходно треба да се покаете за своите гревови и да кажете: Господи Исусе Христе, и прости ми, Господе, грешев, правев тоа и тоа. Да им простите на сите кои ви погрешиле. Да им простите. Им простувам на сите мои родители, роднини, пријатели. Се откажувам од демоните, од демонските влијанија, од сатаната, се откажувам од злото. И како што вели Исус: оди и не греши повеќе, верата твоја те спаси. И потоа да го поканите Исус Христос да застане на тронот на вашиот живот. Молитвен живот е нешто што треба да го разберете. Се случува духовна војна. На едната страна е Исус Христос со неговите ангели, на другата страна е сатаната, кој сака да ве свлечка и да ве однесе во огнено езеро. Пишано е: кој ќе го повика моето име, ќе биде спасен. Брате, сестро, христијанину, ако некогаш ти се случува нешто, а не знаеш што е, гледаш сенки, паѓаш и умираш, имаш само една опција, еден пат. Тесен е патот што води кон животот и малкумина го наоѓаат. Широк е патот што води во пропас и мнозина минуваат низ него. Имаш само еден пат. Паѓаш, умираш, не знаеш што ти се случува. Повикај го Господ Исус Христос и тој ќе ти подаде рака. Кој ќе го повика моето име, ќе биде спасен. И кој дојде при мене, нема да го оставам надвор. Господе, помогни ми. Тоа е се што може да ти се случи. Најдобриот доктор, лекар, утешител, најдобриот човек, Богот човек, кој слезе, ја пролеа, се овоплоти и стана човек, ги зема гревовите на светот. Со својата крв не изми како никогаш да не сме грешеле. Не откупи пред Отецот Небесен, не помири со Отецот Небесен, ни даде можност да станеме синови Божји и да викаме: Ава, Оче, Оче наш кој си на небесата. Тој е твојот лекар, твојот учител, тој ти е се што ти е потребно. Пишано е: кој љуби син или ќерка повеќе од мене, не е достоен за мене. И кој љуби татко и мајка повеќе од мене, не е достоен за мене. Исус вели: дојдете при мене сите изморени, обременети, и јас ќе ве успокојам. Ете овој поздрав христијански и молба до сите христијани во Македонија, до големите и малите цркви, да се љубите меѓу себе. Немојте да се пизмите, да се осудувате, затоа што потоа вам ќе ве пизмат и вам ќе ве осудуваат. Христијанството подразбира простување, помирување, сомилост, љубов, затоа што имајте го за пример Исус Христос и се што работите како за Бог, а не за луѓе. Во тој контекст го молам Бога да го во името на Господ Исус Христос ја спроведувам власта која ми е дадена со двоостар меч и мечот на Духот,
ги раскинувам прангите на сатаната кои се фрлени врз македонската земја, кој сака да ги раскара христијаните. Во името на Господ Исус Христос заповедувам надвор од Македонија зласило, како што Исус ја проколна смоквата и таа се исуши, а пишано е кој верува во мене, делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши, и уште поголеми ќе врши, од јас ќе одам кај својот Отец и кажувам на планината зло, раздор меѓу христијаните, лажни религии, проституција, криминал, омраза, братоубиствени војни, надвор од Македонија планино. Во името на Господ Исус Христос, сега ја прославувам победата на Господ Исус Христос над смртта, над сатаната, над демоните, над болестите, над проклетствата, над магиите, над се што не е Божие во македонската земја. Господе Исусе Христе, како што апостолот Павле го сонуваше македонецот. И кажа, ноќеска сонував еден сон, пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше, дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение, вели апостолот Павле, ние веднаш тргнавме за Македонија, зашто разбравме дека Господ не повикал таму да го шириме светото Евангелие. Дојди повторно, Господи, помогни ни да го шириме светото Евангелие. И тоа е заповедта која е дадена за македонската земја. А големите и малите цркви, кои се напаѓаат едни со други, треба да размислат дали ги почитуваат двете заповеди. Ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе, и ви давам нова заповед да се љубите меѓу себе и да го ширите светото Евангелие. Во името на Господ Исус Христос, биди благословена Македонија. Крвта Исусова е врз Македонија. Исус Христос нека дојде. Дојди, Господ Исусе Христе, и помогни ни да живееме богоугоден, плодоносен и победоносен живот, да живееме живот во Божји благослов, наместо животот во проклетство, што досега живеевме. Во името на Господ Исус Христос, амин, но нека биде Отче Небесен, не мојата, туку Твојата волја, сега и за секогаш, и во сите векови, и во векови. Амин. Во името на Господ Исус Христос, бидете благословени во мир, во љубов, братолюбие, со живите слова на Исуса Христа, да ги слушате молитвите, да го чуете Божиот глас и да врвите само по светлината, зашто пишано е, кој врви по мене, нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Господе, води не да ги изодиме само оние патишта кои си ги намислил за нас, и за мене, и за сите мои луѓе, и за мојот народ. Слава Ти, Господи Исусе Христе.